Здраво, само да потсетам да направите subscribe на нашиот YouTube канал, бидејќи ни значи вашата поддршка, но и колку повеќе ни има, толку поинтересни коли на тест и толку поинтересни видеа. Сега можете да го гледате видеото. Чао! Ова е упалјач, односно запалка, литературно македонски, тоа дури е со кола. Упалјачот се користи во автомобилски емисии кога сакаме да кажеме некој синоним за штедлива кола. И денес ќе го искористиме, но во малку поинаков контекст, бидејќи мислам дека C3 Aircross што го имаме денес на тест троши помалку дури од него, но тоа ќе го зборуваме во оној втор дел од епизодата. Сега ќе се задржиме на C3 и на неговиот дизајн, бидејќи C3 Aircross за прв пат се појави во 2018 година, тоа е пред 3 години, и се уште ги следи оние модерни дизајнерски трендови и изгледа се уште модерно и кул, затоа е доста популарен. Она што многу ми се допаѓа кај него е тоа што имате 85 различни можности да го комбинирате со овие бои. Затоа е вака кул, затоа имате 3 вида на боја, портокалова, оваа сива, црни елементи. Многу ми е кул и оваа лепенка која што изгледа како ролетна. Многу е добро тоа што кога ќе поминете со рака на неа, не се чувствува дека е лепенка, има некоја заштита веројатно од згора. Тоа значи дека ќе трае и нема да се уништи. Бандажите ми се многу кул, имаат некој ретро дизајн и изгледа доста модерно со овие, повторно ќе кажам, бои кои што ги имате низ целиот автомобил. И има сличности со C3, нормално, бидејќи е од истиот модел базиран. Некој ќе каже дека ова е замена за Citroen Picasso, некој ќе каже дека е замена за, односно, едно ново продолжение од C3 како модел. Некој ќе каже дека е целосно нов модел кој што ги следи трендовите на SUV категоријата, така да кој да го слушате нема да погрешите, сите се правилни. Јас ќе се задржам на тоа дека ова е целосно нов модел, ги следи SUV и кросовер трендовите. Може би е еден од најдобрите избори во неговата класа, тоа ќе го збориме за кратко. Сега да го видиме внатре, бидејќи тука е многу интересен и кул. Многу ми се допаѓа како изгледа внатре, бидејќи е буквално како трета опција од се друго што се нуди на пазаров. Има една групација со повеќе брендови, нема да спомнувам, претпоставувате за која, за кого станува збор, бидејќи сите се различни, но сите се исти внатре, што имаат квалитетни материјали, интересни се, но станува монотоно. Имате уште неколку други групации кои што нудат нешто поразлично и го имате Citroen кој што е сосема различен од се друго. Прво, видете ги седиштава, видете го овој дел од дизајнот кој што поставиле текстил. Прво, текстилот е преубав. Второ, овие отвори од вентилацијата се најуникатните што ги имам видено и многу ми се допаѓаат овие детали со кругчиња што всушност ги има насекаде низ целиот автомобил, дали станува збор за светлата, дали станува збор за нешто друго внатре, буквално секаде ги има. Ми се допаѓа бидејќи одговараат секаде истите. И да, време е сега да ги видиме останатите работи. Тука пред возачот, односно инструмент таблата не е дигитална како останатите модели што имаат, ги следат нели тие нови трендови, но ми се допаѓа бидејќи ги задржале истите инструменти како што ги има во постарите генерации на Citroen. Многу ми се допаѓа тоа, дава еден посебен шмек. Тука имате 7-инчен екран кој што го имаме искрено видено во Peugeot 208. Функционира одлично, лесно се навикнува. Многу ми е кул тоа што има многу малку копчиња, а сепак е доста функционално, се доаѓа многу лесно до било која функција од екранот или од самиот автомобил. Тука имате едно тркалце со 6 различни, односно 5 различни опции за возење, за снег, за песок, камења и за исклучување на ESP системот. Имате за надолнини систем кој што ви успорува. Сега веќе се префрлиме кон практичноста. Тука имате една остава, имате голема фиока. За жал немате под наслонов за рака некоја мала остава, но имате две остави за шишење кои што се вади
И тука обично во дополнителна опрема можете да поставите бежичен полнач, но кога ќе вратите овој држач за шишин имате мала остава што го држи телефонот исправен, што е кул. Тука имате уште една мала остава која што искрено не знам зашто е практична, бидејќи е многу мала, можеби веројатно за клучот. Имате USB порт, имате 12 волтен приклучок за струја и нормално две остави во вратите од страна со шише, простор за шише и нешто поголема остава за останати документи веројатно. Тоа би било тоа околу практичноста. Сега може да се префрлиме позади и уште еден кул момент, видете рачнава каква е. Многу добро. Ајде да видиме позади што има. Тука позади, прво многу ми се допаѓаат седиштава, мора да повторам и напред и тука позади. Материјалите се феноменални, ги обожавам. Сега, околу практичноста и удобноста. Имате одличен простор за седење. Можете ги спуштите нозете под седиштата напред, што ви се овозможува повеќе простор. Простор за нозете пред седиштата имате доволно, за главата и повеќе од доволно, што ми се допаѓа. На средниот дел имате многу низок и многу тесен, не е широк тунелот, што значи дека на средниот дел можат комотно се возат тројца патника. Имате тука доле две остави, имате и приклучок за струја на 12 волти, имате остави во вратите. Имате наслон за раката кој што се спушта како цело седиште, што малце изгледа чудно бидејќи ви се отвара багажникот. Но имате една друга интересна опција, тоа е дека наслонот на седиштата се движи нагоре, надале, онака како што вас ви одговара. Исто така, за да се зголеми просторот позади во багажникот, се мрда и целата клупа и се зголемува багажникот. Всушност, ајде да видиме каков е багажникот, колкав е и со ова движење колку се зголемува. Ајде да одиме таму. Багажникот нуди 410 литри багажен капацитет, што е сосема доволно, но со тоа движење на седиштата напред-назад се зголемува до 520 литри, што е супер. Инаку имате куки и за качалки, имате под ова даска резервно тркало, мало резервно тркало. Инаку во дополнителна опција можете да земете уште една даска која што го прави багажникот рамен, инаку сега имате нека мала висинска разлика од ивицата на браникот до самата даска доле. Она што е интересно е тоа што го кажавме, нели, со спуштање на средниот дел можете да пренесувате подолги предмети и тоа до 2 метра, што е супер. И тоа би било тоа околу багажникот. Сега може да почнеме да се возиме, да го видиме тој втор дел од емисијата со штедливоста, да видиме каква удобност има и ајде, одиме. Сега веќе дојдовме до тој втор дел од емисијата, кај што ќе зборуваме за вожњата, за економичноста, функционалноста, практичноста. C3 Aircross и французиве дефинитивно се потрудиле да биде доста комфорен, всушност главниот елемент да биде комфорноста и функционалноста. Морам да ги пофалам седишта, бидејќи верувам дека се најдобрите во неговата класа. На дизајн мене лично ми потсетуваат како ние старите седишта во DS, во легендарната Ајкула, но дефинитивно работеле на нив и се многу удобни. Не очекувате од C3 Aircross да биде спортско возило со спортски карактеристики. Има многу прецизен волан и управувачки систем, лесен е, лесно се маневрира. Има многу мал круг на вртење, што дополнително помага во маневрирањето на помали простори, особено во градски услови. Ги видовте сите практични работи, сите практични остави кои што се ставени за да се користат во ова возило. Гледате колку е големо, колку простор има. Тоа многу ми се допаѓа, бидејќи за едно вакво возило кое што има намена да биде фамилиарно возило, да биде практично, функционално, тоа ви е потребно. Плюс ви е потребно да биде прегледно, што дефинитивно е со овие големи стакла.
Единствена работа тоа што ми пречат овие столбови тука, на долниот дел се премногу широки и во одредени моменти знаат да ви направат слепа точка, да бидат непрегледни, но тоа многу ретко се случува. Сега, да почнеме со за мене можеби најинтересниот дел. Тоа е економичноста. Спомнав, ја споредив со упалјач со запалка и дефинитивно, пак ќе кажам, мислам дека троши дури помалку од запалка. Бидејќи деновиве што го имав на тест при возење, без да се трудам да возам најекономично како што сум пробувал во другите возила, тука постигнав потрошувачка во градски услови со клима вклучена константно од 4,5 до 5 литри се движеше потрошувачката. Нормално секојдневно возење на угорнини, малтретирање до некаде бидејќи возилото константно работеше, нели при снимање мораме да се движиме, да застанеме, па пак да трнеме. Тоа не е баш најекономично возење и повторно имаме потрошувачка од 4,5 до 5 литри. Што ќе се случи ако возам економично, до каде се можам да ја спуштам. Многу ме фасцинира овој мотор. Обично не сум баш фан на дизел моторите, особено во ова време, бидејќи бензините, односно бензинските мотори се толку многу напредени, што нудат речи се иста потрошувачка како дизелските мотори. Перформансите одат нормално нагоре, но во истиот момент треба да се задржи и оној критериум на економичност и на загадувањето се намали што е можно повеќе. Со тоа се гушат малтене моторите, но овој мотор навистина ме фасцинира. Прво има доволно перформанси. Ова е 1,5 дизел, турбо дизел мотор со 100 конски сили, поточно 102 конски сили. Многу добар мотор бидејќи стартноста е сосема доволна за оваа категорија, за ваква намена на возилото. Брз е доволно и, пак ќе кажам, економичен, дури повеќе од економичен. Во комбинација со 6-степен мануелен менувач, самата рачка ми е доста позната од други француски возила што сме ги имале на тест. Тоа го кажав нели претходно со екранот и некои други елементи тука внатре, но менувачот е навистина многу добар, лесен, прецизен, лесно се навикнува и со педалите немате потреба од повеќе денови да го навикнувате, туку седнувате и за многу брзо време веќе имате чувство како да сте го возеле неколку години. Кај C3 Aircross е интересно тоа што е на погон само на предните тркала, но во оваа Shine опрема, тоа е највисокото ниво на опременост, доаѓа со една опција каде што можете да избирате помеѓу 5 различни режими на возење. Тоа како што кажав, го имате Normal Mode, каде што сме сега, има за снег, има за песок, има за кал, има за камења и нормално се исклучи целосно системот против пролизгување, што е супер бидејќи се наоѓа искрено во одредени моменти кога ето одите на малку по-офроуд пат, кога сакате да имате пикник. Во зимно време верувам дека помага системот против пролизгување, така да интересно тоа што го поставиле тука и е доста функционално бидејќи е лесно на дофат. Сега кога спомнав опременоста, да, ова е Shine ниво на опременост, едно од повисоките нива, односно највисокото. Конкретно овој модел чини 21.000, но со попуст е 19.500 евра, што е окей цена. Ги добивате оние бандажи што ги спомнавме пред малку, боите, комбинациите на боите и екранот. Другото доаѓа како стандардно ниво, што е супер. Дефинитивно C3 Aircross и поради опременоста, и поради цената, дефинитивно поради економичноста, но исто така и поради функционалноста и дизајнот, за мене лично влегува во топ 3 автомобили од оваа категорија, што ако некогаш би имал потреба од вакво возило, тогаш би
би се размислил дефинитивно и за него. Тука ќе гледам да завршам со нашава епизода. Следете не, наскоро ќе имам многу нови епизоди. Ова беше нашиот прв официјален Citroen на тест, така да следете не, ќе имам многу нови епизоди, многу нови автомобили. Се гледаме наскоро. Чао!